Вести на Канал 8. Добар ден. Недостигот од вода во повисоките зони во градот беше повод за работен состанок на раководните и стручните служби од КЈП Водовод со градоначалникот и инспекцијските служби од општината. Беа донесени неколку заклучоци, меѓу кои да се вршат постојани контроли на нерационалното трошење и мерки за санкционирање на неодговорните потрошувачи. За 15 до 20% е зголемена потрошувачката на вода од градскиот водовод во Кочани во текот на овој јули во споредба со истиот месец минатата година. Во низинските села пак се испорачува за 100% повеќе вода во однос на останатите месеци во годината. Во изминатите денови, откако дневните температури се константно високи, системот за водоснабдување е постојано со максимална искористеност и остануваат само мали резерви за екстремни случаи. Сепак, водата нерационално се троши, а има и зголемен број случаи на кражба на вода со заобиколување на водомерите. Ова беа дел од констатациите искажани на состанокот што во фабриката за вода се одржа меѓу раководните и стручните луѓе од комуналното предпријатие Водовод од една и градоначалникот Димитровски со инспекцијските служби од општината од друга страна. Секојдневните поплаки од граѓаните биле причина за средба на која ќе се побара решение за состојбата со која се соочуваат голем број граѓани во периодот од 15 до 22 часот, кога секој ден немаат вода. Се констатира дека вода за водоснабдување на граѓаните на општина Кочани има доволно, дека системот е активен, дека системот е во исправна состојба, меѓутоа одредени недоследности, одредени неправилности кои што се во користењето на водата се присутни повеќе отколку што се во оние, ако можеме да ги наречеме, нормални месеци, нормални потрошувачки месеци во текот на годината. Се донесе заклучок да заеднички настапуваме и општината со своите институции и комуналното предпријатие со своите инкасатори и технички служби, за да ова состојба што е можно повеќе се надмини, нашите граѓани имаат едно редовно водоснабдување во текот на сите 24 часа во текот на денот. На состанокот беше повторен апелот за рационално и разумно трошење на водата за пиење, бидејќи во Водовод не сакале да ја применат непопуларната мерка за рестрикции. За несовесните потрошувачи се најавуваат контроли и санкции. Покрај апелот ги повикувам да после овие контроли да не бидеме првата општина која ќе го спроведе законското решение од Законот за снабдување со вода и одведување на отпадни води, каде се третира кражбата на вода за кривично дело. Ќе бидеме приморани заради констатираните состојби и заради утврдените факти да применуваме и такви мерки. Ќе биде непопуларна, но мораме некогаш да ги жигосаме, оние кои ја злоупотребуваат количината и прават недостатоци на граѓаните. Според Папазов, лесно може да се случи Кочани да биде прва општина во државата каде ќе биде поднесена пријава за кражба на вода против потрошувачите. Како едно од подолгорочните решенија за намалување на прекините во водоснабдувањето, на состанокот беше изнесено мислење оти е потребно да се изградат уште неколку препумпни станици за критичните локации на повисоките места од градот. Уште едно авионско прскање против комарците се реализираше во општина Кочани. Акцијата за дезинсекција ќе продолжи до крајот на месецот, но наместо од воздух, третманот против инсектите ќе се реализира од земја. Како што беше најавено, во раните утрински часови на територијата на општина Кочани се спроведе втората фаза од авионското третирање против комарци. Се прскаше со еколошко средство за уништување на инсектите, Ауродил Супер ПБ, одобрено од Бирото за лекови на Република Македонија. Со авиотретирањето беа опфатени 1350 хектари, површини во градското подрачје на Кочани и во дел од низинските села што припаѓаат на територијата на општината. Освен тоа, дополнителни површини од 600 хектари во поплавените села во Кочанската котлина се вклучени во дезинсекцијата за што финансирањето го обезбеди владата на Република Македонија. Доколку дозволат временските услови, следната фаза од третманот против комарците во Кочанско ќе се реализира на 29 и 30 јули. Прскањето против комарци е планирано со општинската програма за заштита на населението од болести за 2015 година, а се реализира со средства од буџетот на општината Кочани. Дезинсекцијата е законска обврска за сите општини во државата.
затоа што во спротивност тие се соочуваат со високи парични казни. За овогодишната кампања за дезинсекција, локалната самоуправа на Кочани издвои околу 1 милион и 300 илјади денари. Проблемот со кражбите и питачењето од страна на малолетни лица се интензивира. Тоа беше повод во полициската станица во Кочани да се одржи состанок на кој ќе се разгледа состојбата и ќе се побараат можни решенија. По иницијатива на командирот на полициската станица Кочани, Горан Велковски, се одржа состанок на тема преземање мерки и активности од надлежните институции и органи спрема малолетните лица кои вршат кривични дела, кражби и просјачење. Во расправата на темата биле вклучени и градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски, локалниот совет за превенција, представници од основното јавно обвинителство, основниот суд Кочани и Центарот за социјални работи. При тоа е потенцирано дека локалната самоуправа е засегната со проблемот со малолетните деликвенти, но и воопшто со кражбите, затоа што само оваа година се украдени повеќе од 60 општински сообраќајни знаци кои потоа биле препродавани. Со тоа е нанесена огромна штета, посебно поради предизвикување сообраќајни незгоди. Регистрирани се и кражби на водомери, дрвца, цвеќиња и друга урбана опрема. Според градоначалникот Димитровски, општината преземала мерки околу запишувањето на овие деца на училиште со обезбедување храна, превоз и облека. Сепак, практиката покажала оти тие посетуваат училиште само во месец септември. Исто така, на состанокот е посочено дека соработката со институциите и нивното координирано действување се многу важни заради посакуваните резултати. На состанокот во полициската станица во Кочани е заклучено дека во иднина треба да бидат преземани мерки и против родителите на кои децата често се јавуваат како сторители на прекршоци. Законите пропишуваат казна за родителот кој ќе го наведе своето дете на питачење. Објавен е конкурсот за запишување нови студенти на Универзитетот Гоце Делчев за учебната 2015-2016 година. На економскиот факултет во Кочани е предвидено зголемување на бројот на слободни места. За наредната учебна година предвидени се вкупно 850 слободни места за запишување нови редовни и вонредни студенти на економскиот факултет во Кочани, што е во состав на Универзитетот Гоце Делчев. Како и досега, бруцошите ќе бидат распоредени во 6 различни програми. Најголем број, односно 110 слободни места се предвидени на насоката банкарство, финансии и осигурување. По 100 места има на финансиски менеджмент и сметководство, финансии и ревизии. На насоката менеджмент и предприемништво и маркетинг ќе можат да се запишат по 70 студенти. Најмалку нови студенти, како и минатата година, ќе има на насоката меѓународна економија, каде се предвидени 40 слободни места. Повеќе од 2/3 од вкупниот број редовни студии се во државната квота, а уште 180 во истата квота, но со кофинансирање од по 400 евра годишно. Исто толкова сума ќе плаќаат и оние што ќе се запишат вонредно, каде се планирани 190 слободни места. Како дополнување на можноста да се студира на економскиот факултет, од Штипскиот универзитет се нуди можност и дел од завршените средношколци да се запишат на Машинскиот факултет, и тоа на студиите по производно машинство во Кочани. Овде се планирани вкупно 50 слободни места, од нив 30 се во државната квота, а по 10 во истата квота со кофинансирање и уште толку вонредни. Студиите на правниот факултет веќе 2 години се префрлени од Кочани во Штип. Пријавувањето во првиот уписен рок за новите студенти ќе се одржи на 12, 13 и 14 август, а вториот рок е една недела подоцна. Третото пријавување за студентите е на 4 септември. И покрај лошата функционалност, локалната самоуправа не предвидува алтернативна локација за пазарот. Тој уште долго време ќе остане на истата локација, за која постојат дилеми околу незината соодветност. Дека локацијата на градскиот пазар во Кочани не е најсоодветна, се свесни и граѓаните и одговорните во локалната самоуправа. Во градовите низ Македонија, никаде во толкава мера не може да се сретне градски пазар лоциран во централно градско подрачје, што не е изолирано на ниту еден начин.
Изборот на локацијата според критериумите за фреквентност или периферност не е валиден и не представува толков проблем колку што е тоа неговата функционалност во случајот нефункционалност. За да може вакво решение да се примени во пракса, како што е на пример зеленото пазарче во Скопје или пазарот Буњаковец, потребно е локацијата да биде целосно маркирана и по можност оградена за да не ги засегнува останатите архитектонски објекти. Сличното може да важи и за пазарот во Виница, но тоа во Кочани не е случај. Концептот на затворен пазар се користи делумно, зелениот пазар е сместен на јавна површина на неутрален простор, но тезгите со облека, обувки и средства за домакинството и разни дреболи се распослани по улиците. За да се обезбеди пазарниот ден во Кочани, потребно е да се блокира цела улица, Гоце Делчев. Може би не е од витално значење, но во најмала рака ја загрозува дневната рутина и функционалноста на неколку институции, приватни фирми и трговски дуќани. Голем проблем, особено за возачите од страна, е доколку дестинација им е браната градче. Попречен сообраќај се одвива и на улицата Борис Трајковски од спротива. Проблемот за локалните власти не е ургентен, но мора да биде предмет на анализа. Во локалната самоуправа велат дека дислокација на пазарот не е предвидена. Евентуалните такви размислувања не воделе кон изнаоѓање решенија, така што ниту во генералниот урбанистички план, ниту во деталните нема предвидено алтернативна локација за градскиот пазар. Голем број граѓани од Кочани и Виница се уште го планираат својот годишен одмор во Грција, но во меѓувреме има одредени корекции во цените на најпосетуваната туристичка дестинација, што се важи во однос на планирањето на трошоците за летување. Голем број кочанци и виничани кои ги искористија годишните одмори во Грција можат да бидат задоволни. Оние пак чиј одмор доправа следува, постои веројатност да ги чини малку поскапо. Тие што планираат ова лето да одмораат во Грција се заинтересирани што се од вторникот може да е со нови, повисоки цени. Она што најмногу ги интересира туристите е дали поскапува храната и пијалоците во рестораните и популарните таверни. За сега нема најави за такви поскапувања и покрај тоа што зголемувањето на ДДВ-то на 23% во првата тура на зголемување ги опфаќа и рестораните. Грчките медиуми пишуваат дека здруженијата на ресторанџи ќе разговараат на ниво на одделни територии во Грција и некаде може, а некаде нема да има покачување на храната и пијалоците во рестораните. Медиумите пишуваат дека многумина од собствениците на ресторани нема да се одлучат да стават нови цени среде сезона, иако тоа некаде веќе е случај. Новите даноци ги погодија такси превозот и траектите, а низ продавниците во Грција поскапи се некои видови месо, маслото за готвење, кафето, чајот, какаото, оцетот, солта, хигиенските влошки и кондомите. Сепак синџирот на супермаркете Lidl, на пример, кој е присутен речиси низ цела Грција, објави дека нема да ги зголемува цените. Што се поскапува поради премногу воопштените објаснувања, реално никој не може да каже. Тоа ќе се види следните денови. Единствено е сигурно дека хотелските услуги може да поскапат, но дури од октомври, кога за овие услуги ДДВ-то ќе порасне на 23%. Промоција на стихозбирката Цветен аманет од Анита Бошкова Карајовик најавува Сдруженијето на граѓани, афористичка репрезентација на Македонија од Кочани. Се работи за поетеса од Кавадарци, која освен во родниот град, досега се представила и во Крушево и Дојран. Незината промоција во Кочани ќе биде збогатена со настап на поети од литературниот клуб Копнеш, афористичари и музичари со изворни народни инструменти. Настанот ќе се одржи во фоајето на Центарот за култура Бели Мугри в петок со почеток од 20 часот. Следуваат спортските информации. На Илинденските спортски игри започнува уште една редовна спортска содржина. Изготвен е распоредот за турнирот во шах. Во рамки на Илинденските спортски игри Чешиново 2015 и годинава ќе се реализира турнирот во шах, што е редовна компонента од манифестацијата. Оваа година за учество се пријавиле 19 учесници, поделени во 5 екипи. Мечевите се поместени за 28, 29 и 30 јули со почеток во 18 часот. Партиите ќе се играат во основното училиште Страшо Пинџур во Чешиново.
Во првото коло, во вторник на 28 во 18 часот се среќаваат Соколарци и Бурилчево и Чешиново и Уларци, Чешиново КТ Слободен. Во второто коло, во вторник на 28 во 19 часот играат Чешиново КТ Соколарци, Уларци Бурилчево, додека слободна екипата на Чешиново. Во третото коло, в среда на 29 јули во 18 часот, Бурилчево се среќава со Чешиново КТ, Соколарци со Чешиново, додека Уларци е слободен. Во четвртото коло, в среда на 29 јули во 19 часот, Чешиново КТ игра со Уларци, Бурилчево со Чешиново, додека слободно е Соколарци. И во петото коло, в четврток на 30 јули во 18 часот, се среќаваат Уларци и Соколарци, Чешиново КТ, а слободно е Бурилчево. Почнаа да се формираат четвртфиналните двојки на Илинденските спортски игри во Зрновци. Групната фаза ќе биде комплетирана неделава. Тече третото коло на Илинденските спортски игри во Зрновци. Тоа ќе ги даде патниците во елиминацијската фаза од фудбалскиот турнир. Во вторникот беа одиграни два надпревари. Во првиот во 19:30 се сретна Ептен ветерани и Оризари ветерани. Надпреварот беше регистриран со службен резултат од 3:0 за условно домакинот. Еден час подоцна игра Оризари младинци и Дедо Поп. Надпреварот заврши со победа на Дедо Поп од 4:1. Среда на програмата исто така беа два надпревари, Ван Дам при Бачевски Ластовички 5:0 и Фабијан Трасино 4:0. Во четврток во 19:30 се среќаваат Мородвис и Мајстори, а во 20:30 Видовиште и Градец. В петок на програмата е само еден и последен надпревар од групната фаза на турнирот. Во 20 часот играат Гокел и Лески. В недела започнуваат четвртфиналните надпревари. Во 19 часот и 30 минути Дедо Поп ќе се сретне со второпласираната екипа од С групата, додека еден час подоцна Оризари младинци играат со првопласираниот од истата група. В понеделник Фабијан вкрстува со второпласираната екипа од Д групата, додека Ван Дам за противник го има првопласираниот од истата група. Надпреварот се игра во 20:30. Полуфиналните надпревари се закажани за в среда, петок на програмата се два надпревари, надпреварот за третото место во 19:30 и еден час подоцна големото финале. Со информацијата за времето ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.